Ирвин Ален Гинзберг е американски поет икона на хипи движењето од втората половина на 20 век. Гинзберг е најпознат по своето дело Урлик, една долга поема во која го дава суровиот реалистичен приказ на самоуништувањето на неговите пријатели од бит генерацијата, како и деструктивните сили на материјализмот и конформизмот на американското општество врз човековата личност. Еднаш Гинзберг ќе рече дека се што напишал било негова лична и проширена биографија. Но Урлик не е само биографија на Гинзберг пред 1955 година, туку и хроника на бит генерацијата. Гинзберг ќе тврди дека Урлик ги истражува и неговите се уште нерешени чувства за неговата шизофренична мајка. Како Кадиш, поексплицитно го истражува овој проблем. Стих по стих анализа би била прекумерно исцрпна и релативно нејасна. Урлик на многу места го користи истиот приод, иако голем дел од неговите дела зборуваат многу за неговиот живот, неговите односи со останатите битници, како и неговите политички гледишта се најзастапени во Урлик. Учениците од Средното општинско училиште Таки Даскало, заедно со нивната професорка по македонски јазик Николина Поповска, во сработка со американското катче од Битола направија презентација токму на ликот и делото на овој значаен поет, кој е еден од лауреатите на поетската манифестација Струшки вечери на поезијата. Повеќе од прилогот. Професорке, кажете ми нешто повеќе за ова денеска што се случува во американското катче. Одбележувате еден доста значаен поет, но исто така и овој месец е посветен исто така на поезијата. Нешто многу важно кога станува збор за книжевност. Токму така, на денешен ден починал еден од најголемите современи американски автори, добитник на Ловоровиот венец на Струшките вечери на поезијата, а тоа е Ален Гинзберг. И тоа на некој начин беше поводот ученици од втора година гимназиска насока при Средното општинско училиште Таки Даскалот да дадат еден свој мал белег во поетското раззеленување на битолската пролет. Ова така да кажеме поетски час го организираме во американското катче и им благодариме навистина за соработката и за се она што ни излегува во пресред. Инаку самиот поетски час ќе биде организиран во вид на дел ќе се интерпретира со своји лични коментари на учениците, значи на поезијата на Ален Гинзберг, а исто така ќе користиме и клипови во кои што Ален Гинзберг дава интервјуа по познати светски телевизии. Навистина има што да каже интересен е за слушање. Ќе користиме и анимација од неговата најпозната поема Рев. Инаку Ален Гинзберг е институција сам по себе. Тој има објавено над 50 книги. Добитник е на многу награди од областа на литературата. Бил припадник на бит движењето во Америка. Тоа движење во 50-тите години оставило огромен акцент и значаен акцент врз неоконформизмот на американската култура. Ален Гинзберг учествувал на многу мировни протести, активиста, учествувал на безброј музички перформанси со познати рок и поп музичари како Боб Дилан, групата Клеш, Пол Маккартни и многу други. Патувал ширум светот и сакал на некој начин да ја обедини цела светска култура. Инаку неговата најпозната поема Рев навистина направила огромен пресврт во американската литература кај современите автори. Во неа тој дава една битничка визија за современиот човек и модерниот свет, за конфликтот што се јавува помеѓу овие две страни и преку длабока критика за него самосвојствен начин ни дава една слика всушност и за нас самите. Ме интересира учениците, бидејќи сепак ова е дополнителна настава, каде што можат да научат нешто дополнително и за поезија и воопшто за книжевноста, колку се заинтересирани на ваков начин да се запознаваат со книжевното творештво на целата книжевна сцена од светот? Па да ви кажам, јас
најдов на заинтересираност и покрај тоа што често се зборува дека децата се помалку читат. За жал се соочуваме и со тој проблем, но мислам дека не знам, јас сум задоволна и неколку души од паралелка ако има заинтересирано и ако се вели дека една птица нели не го прави гнездото или пролета, сепак мислам дека може многу да придонесе за да се расшири тоа како еден позитивен вирус. Понатаму и другите ученици да ја прифатат играта на книгата. Сега тука имам, не само ученици од гимназијата, нели нашето училиште и стручно училиште, има и од други струки што ќе слушат, па се надевам дека и кај нив ќе поттикнам иницијатива да направиме нешто вака слично и со нив. Бидејќи исто како и прозата, така и поезијата е застапена со изучување во наставата по македонски јазик, особено во средното училиште, во гимназиите, тие повеќе се запознаваат со поезијата, но според вас дали е тоа доволно и како треба да се разбира поезијата? Сега споменуваме еден познат Нобелов лауреат, но во секој случај и на македонската книжевна сцена има доста добри поети и светската, сега да не ги набројуваме. Да. Па доколку има, значи оно што е во програмата се работи онака како што ни е наведено според нели Министерството за образование. Сега има секој професор и одредена слобода во интерпретација и толкувањето на самата наставна единица. Тоа го прилагодуваме најчесто од можностите и од иницијативата на учениците, но многу често во нашето училиште работиме и други проекти надвор од програмата. Значи поезијата ја обработуваме во вид на поетски перформанси, или не знам, јас да речеме пред неколку години имав ученици што беа заинтересирани за поетскиот театар и тоа многу успешно го работевме. Имаме литературна дружина, постојано сме на конкурсите општински и државни и мислам дека и на таков начин можат учениците да го пренесат својот став и своето видување на оно што го доживуваат при читањето и при интерпретирањето на поезијата, па оттаму се раѓаат и многу поети. Навистина сум имала ученици кои што и до ден денеска пишуваат поезија, објавиле книги поетски и продолжиле со поетската реч. Може нешто повеќе и мојот ученик Александар да ви каже за тоа како тој ја доживеа песната што му беше зададена да ја обработи дома. Моето име е Александър Ивановски. Во овој проект јас имав задача да одберам една песна од збирката песни на Ален Гинзберг и да дадам моје видување, мој коментар за таа песна. Ја одбрав Сончогледова сутра. Во таа песна Гинзберг представува и ни го кажува неговиот став за како тоа технологијата и модерното општество, индустриализацијата ја уништуваат природата, но воедно се уништуваме и самите себе си, го уништуват и човештвото. И да не заборавиме дека исто така и ние сме дел од природата.